24 анализа, добре дојдовте. Кога ќе кажете Кучани, првата асоциација не можат никако да бидат и не се локалните избори, кампањата која што стартуваше во понеделникот. Туку кубниот 16 март, 62 загинати деца и над 200 повредени, кои што се уште чекаат правда. За нив чекаат правда нивните семејства, нивните соседи, кучанци, но и цела Македонија. Кандидатите за градоначалници на Кучани ќе имаат еден од можеби најпредизвикувачките проблеми за кои што ќе мора да најдат решение. Како да ги залечат раните после катастрофата во Пулс, како да го воскреснат Кучани, како да ги натираат младите да останат дома, но и како да најдат решение за сите оние секојдневни проблеми на кучанци. За сето ова, меѓутоа и за онаа клучна теза, како ќе им се најдат на своите, како евентуални избрани градоначалници, дебатираме вечерва во 24 анализа. Јас сум Душица Мрѓа, а мој вечерашни гости се кандидатите за градоначалници на Кучани. Венко Крстевски, ВД градоначалник, независен кандидат за градоначалник. Добро вечер, добре дојдовте. Благодарам на поканата. Благодарам што прифативте. Жаклина Филипова Светјаровска, кандидат за градоначалник на Кучани од партијата Левица. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Особено ми значи заради тоа што практично немаме друга можност да излеземе во јавност. Благодарам што прифативте. Зоран Тодоров, независен кандидат за градоначалник на Кучани. Добро вечер, добре дојдовте. Благодарам за поканата. Благодарам што прифативте. Игор Христов, кандидат за градоначалник на Кучани, поддржан од коалицијата, односно од коалицијата предводена од СДСМ. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер на вас. Благодарам за поканата и добро вечер до гледачите. Благодарам што прифативте поканата. Јас за гледачите на телевизија 24 на 24 анализа да кажам дека во трката за Кучани се уште и двајца кандидати, Даниел Глигоров од партијата Единствена Македонија, кој што поради здравствени причини не можеше да присуствува на оваа дебата, и секако кандидатот предложен од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, Владко Грозданов. Токму за него беше оставено ова празно столче, бидејќи Грозданов ја одби поканата да гостува, правдајќи се со неодложни обврски. Ви благодарам уште еднаш, правилата ги договоривме и пред емисија, меѓутоа да ги повторам и за гледачите. За секое мое прашање имате по 2 минути за одговор, за реплика и контрареплика по 1 минута, секако оди тајмер. И стартуваме со она што и после повеќе од 6 месеци е најголемата рана во Македонија, а верувам и доживотно ќе биде најголемата рана во оваа земја, за Кучани особено. Катастрофата во дискотеката Пулс, 62 загинати. Вие сте кучанци, најлично и погодени од оваа несреќа, верувам. 4 месеци нема оценка за обвинителниот акт. А родителите велат политика. Крстевски. Јас најискрено сметам дека од почетокот на самиот процес погрешно се поставени работите и потполно се согласувам со родителите, бидејќи е очигледно дека има политички процеси кои што и текако влијаат и на судскиот процес, меѓутоа и на истрагата. Сведоци сме дека луѓе кои што беа главни предизвикувачи на тој настан, кој што го направија действието за да настане пожарот, се уште не се ни обвинети. Конкретно мислам на лицето од групата ДНК Панчо. Исто така, по овој настан, кој што е најголема трагедија во историјата на Македонија, меѓутоа и во регионот, сметам дека лекцијата не е научена, бидејќи Кочани веќе 6 месеци е препуштен сам на себе. За среќа на нас кочанчани, ние имаме квалитетни луѓе преку самоорганизирачки процеси, со помош на Супорт Кочани и на некои други организации, ние успеваме да се издигнеме како град, меѓутоа сето тоа засега е недоволно, бидејќи е потребно сериозен процес на промена на системот, а промена на системот значи департизација, да ги тргнеме партиските канџи надвор од институциите, кои што според мене беа главен причинител и за самата несреќа.
Бидејќи имате уште 30 секунди по прашање, очекувате ли правда за катастрофата во Кучани? Сега за сега по тоа И што го конечно да гледаме дочекаме оценка. правда тешко е за очекување, бидејќи самото обвинителство калкулира и ги разлекува роковите. Гледаме дека експерти од областта на правото кажуваат дека предметот е преобемен и дека правда најверојатно нема да има, или доколку би имало, таа ќе биде спора, бидејќи самиот процес е така поставен да биде гломазен и ќе биде тешко да се дојде до правдата. Благодарам. Стајаровска, истото прашање за вас. 4 месеци чекаме обвинителен акт, повеќе од 6 месеци од трагедијата. Оценка, односно чекаме на обвинителниот акт. Најпрво би сакала да искажам сочувство до сите семејства кои што се директно засегнати, односно кои што имаат непосредна жртва, заради тоа што не постои инаку пошироко семејство кое што не е на индиректен начин засегнато во Кочани. Значи, длабоко сочувство на вистина за загубата што ја претрпеа. Дали очекувам правда и како го оценувам, односно дали има политика? Апсолутно дека има политика во целата ситуација. И јас го гледам тоа како обид за разводнување во суштина на целата ситуација, бидејќи мислат дека времето ќе си го работи своето, па некако ќе можат да се амнестираат делумно од вината, меѓутоа тешко дека тоа така ќе функционира. Мислам дека имаат погрешна процена, дека е политика, инаку зборува и фактот што токму Левица како политичка партија имаше иницијатива за надзорна расправа во собранието, која што првично беше прифатена, па потоа отфрлена, така што и самото тоа зборува дека е политика и дека се нема една честна, искрена желба и намера да се зафатат со расчистување на случајот. И како што кажав, по мене, самото вакво развлекување на целата процедура, на целиот процес, е во суштина признаена вина од страна на власта. Заради тоа што власта, доколку не се чувствува виновна, а е виновна дефинитивно, ќе брзаше што побрзо да го затвори овој процес и на истрага, и на оценување на обвинителниот акт, и генерално да ги преземе сите чекори, да биде експедитивна, исполнителна, меѓутоа, за жал, ние освен ветер и магла, и морам да кажам поигрување со емоциите на жителите на Кочани, и да не речам навреда на интелигенцијата на луѓето кои што имаат претрпено на вистина потешка загуба од таа нема, родено дете да изгубат, дека на вистина си поигруваат со нивните емоции и со нивниот интелект. Благодарам. Роковите за оценка на обвинителниот акт се до утре. Родителите велат политика. Па вака, значи цело време зборуваме дека системот не функционира. Ова е уште еден пример дека системот вистински не функционира. Ние треба да ја поделиме судската и извршната власт. Ние сега зборуваме за еден микс од сето тоа. Ние треба да почекаме и да видиме дали судството ќе си ја заврши работата која ја врши. Во овој момент тоа мислам дека не е случај и не нивните проценти на доверба кон судството очигледно дека оправдано, мислам дека не е преку 8%, а дали истрагата и властите го правеле тоа како треба, ќе го видиме сега веднаш кога ќе излезе обвинителниот акт. Се што зборуваме за еден процес, но никој не го гледа човечкиот аспект и како се чувствуваат кочанчани во моментов и луѓето кои имаат изгубено најмилите. Значи ние треба тоа правдата треба да биде истерана до крај без разлика каде и да заврши истрагата. Во овој случај ние не треба да има ни наши ни ваши како 30 години до сега, туку треба да се, како што кажа претходникот, тргнат канџите од политиката и од било какви други влијанија, за да добиеме една вистинска правда и се со еден цел, никогаш да не се повтори ова. За да не се повтори, на нас ни треба тоа да го истераме на виделина, без разлика кој е виновен, како е виновен и со колкава вина влегува во ова, бидејќи обвинителниот акт не може да биде исти за секој, се разбира дека количеството на вина нема да биде еднакво до крај. Тоа е така, тоа го очекува народот, тоа го очекуваат родителите, тоа го очекуваме и ние, се разбира секој, пред се од човечки аспект, а после од аспект на кампања или сега да зборуваме дали не одговара тоа или не одговара. Системот мора да функционира како во секоја развиена држава, а тоа е судството нека си работи работата без разлика дали на нас не се свиѓа кој е овинет или не. Тоа е мојот став и мислам дека ставот и на повеќето граѓани во Кочани. Господин Христов, истото прашање?
Благодарам за прашањето. Една тешка тема за целата држава, не само за Кочани, е 16.3, исклучувањето на 16.3.2025 година. Дали има политика во обвинителниот акт? Јас ќе кажам во целиот процес. Така велат родителите. Да. Од 16.3, од првата пресконференција дадена по просториите на полициска станица Кочани од страна на централната власт, до тоа што вие поставувате прашање баш на представници кои што се кандидати за градоначалници, очигледно дека има политика. И секојдневно гледаме на рилсови, на YouTube, пикантерии кои што излегуваат на површина. Како делот, како правник и како познавач на таа материја, сметам дека судската власт треба да биде независна и таа треба да ја подели правдата. Во судската власт секако дека има стручни лица и во јавното обвинителство има доста стручни лица, меѓутоа велено правило кога политиката ќе влезе преку врата, правдата прва излегува низ пенџере. Беше витувана на кочанските семејства, на кочанската јавност и на македонската јавност беше витувана на брза правда и нормално дека треба правда да има, заради тоа што секоја задоцната правда е исто така неправда. Гледаме дека тоа не се случува. Дали се тактизира, дали постојано гледаме дека наместо да се фокусот стави во судската власт и во јавното обвинителство, се повеќе и повеќе е тема во политички кругови 16.3.2025 година. Јас се согласувам со претходните колеги. Премногу се игра со чувствата на настраданите, на повредените и чувствата на сите кочанци. Сметам дека лично како кандидат ќе притискам со сите сили да дојде до правда, а и ги повикувам сите кандидати и сите граѓани на Кочани во помасовен број секогаш да ги поддржаваат родителите на погинатите деца, за да алармираме и силно да го притискаме копчето дека судската власт и јавното обвинителство треба да си стојат на своите надлежности и да си ја вршат работата како што треба. Ви благодарам, ви стече времето. Дали никој сака тука реплика, контрреплика на никога? Или продолжуваме? Бидејќи сакам да продолжам уште неколку прашања на истата тема. Кога ја најавив емисијата денеска дека гости се кандидатите за градоначалници на Кочани, имам и дел од прашања кои што пристигна од Сдруженијето на граѓани 16 март 2025 односно од семејствата на загинатите деца. Прашањето ми е, овој круг го почнуваме од вас, Свеќаровска, се сретнавте ли со родителите на загинатите деца пред да се кандидирате, прашавте ли што им треба, бидејќи во вашата програма, барем во тоа што ми го пратите, јас не видов конкретно ништо. Дали се сретнав со родителите? Директно не се сретнав со родителите, затоа што сметав дека би било навистина невкусно да кажам со нив да разговарам на тема која што мислам дека во моментот дека далеку од тоа дека ги засега, поединечно си имам сретнувано со родители со кои што лично се познавам, нели така што генерално ги знам нивните ставови. Исто така знам што се случува нели со Сдруженијето 16 март, така што и тоа како е спомнато настанот е сега со оглед на тоа што значи било кој да вети дека може да направи нешто од позиција на градоначалник за побара правда во рамки на тоа што е дозволено, секако дека би требало тоа да го стави во изборна програма би било несоодветно. Меѓутоа правда, како што кажав, дефинитивно сме барале и бараме во суштина Левица како политичка партија, единствената политичка партија која што има покренато мноштво иницијативи. Така што, меѓу другото, како што кажав, и за надзорна расправа за воопшто да излезат фактите во јавниот простор, да не се шпекулира и да не се манипулира и да не доаѓаме во ситуација во каква што дојдовме, јавноста да биде пренеразена од фактот што, да речеме, една независна истражувачка екипа изваде повеќе докази отколку тоа што го сработи обвинителството. Бидејќи имате уште 30 секунди, дали ќе застанете зад родителите и контра евентуална одлука на вашата партија за некоја позиција? Зад родителите ќе застанам во секое време и во секој момент. Во суштина, во почетокот на маршовите учествував до некој период, додека не видов дека во суштина практично се манипулира од страна на останати политички субјекти со нивната болка,
така што сметам дека треба да го сменат начинот на кој што действуваат и треба да бидат многу пожестоки и многу порадикални. Благодарам. Тодоров, истото прашање, дали се сретнавте, дали ги прашавте што им треба, бидејќи во вашето, во оној дел од програмата кој што вие ми го пративте, исто не видов некој конкретен проект. Да, се сретнав. Мислам дека тоа и тие ви го имат кажано, че не е тоа ништо страшно да разговарате со луѓе, тие луѓе не се стигматизирани, се злоупотреба доколку таму се отиде со камери и тоа се презентира, тоа е злоупотреба, но дека треба се разговара, да, треба секој ден да се разговара со тие луѓе, бидејќи каде е нашата солидарност како граѓани, како комшии, доколку не разговараме со нив. При разговорот јас прашав се како можам да помогнам. Зошто не е ставено во програмата, тоа е нормално, затоа што секое ставање на такви барања кои се, да кажам, сензибилни сега во Кочани, јас го сметам за злоупотреба на политичката кампања. Тоа што јас сум направил, ќе ги прашате вие, не јас да се фалам, тоа нити сакам ви воопшто да се спомнува. И оваа тема и на самиот почеток кога разговаравме ви кажав дека би сакал да не зборувам на тема, но бидејќи е наметнана ќе морам да одговорам на прашањата. Јас ќе ги поддржам нив во секое нивно барање. Болката која тие имаат е неспоредлива и несфатлива ниту за нас кои сме до нив, блиски комшии, ниту за граѓаните на цела Македонија, и затоа мораме да бидеме кон нив со посебен, да кажам, со посебно внимание да ги сослушаме нивните барања. Јас ги знам кои се нивните барања, но доколку за тие барања ги презентирам како јавно мои барања, тоа е злоупотреба и тоа нема да се случи. Но ќе ги поддржам во секој случај и во барањето на правда и во барањето кои тие ги имаат веќе доставено до општината и во тие што те дури во некој нареден период ќе бидат доставени до општината и се што е во надлежност наша да можеме да помогнеме. Доколку зборуваме за некои работи кои не се под наша надлежност и не сме могли да ги решаваме, тоа е само пропаганда. Така да Дали ќе застанете, бидејќи имате 17 секунди, дали ќе застанете за нив и доколку вие сте независен кандидат, меѓутоа вашата советничка група биде против евентуално? Да се биде независен, па што е добро, бидејќи не треба никој да ми каже, нити може да ми забрани да застанам за било кој став кој Кочанчани го имат. Тоа е доброто кога сте независен. Ќе застанам, да, секогаш. Христоф, истото прашање, и кај вас, освен во вашиот вовед, каде што ја споменувате трагедијата, и мислам дека на уште едно место каде што зборувате со една реченица за безбедноста на градот, не се споменуваат конкретни проекти во однос на... Од истите причини не се спомнуваат конкретни... Стигнавте ли и зошто ги нема? Да, ајде да почнеме дали сум имал средба. Уште истите сати по трагедијата, нормално дека имавме средба, со дел од родителите од нивната тага и постојано сме со истите, со Сдруженијето конкретно немаме средба. Учествувам колку што можам како човек, не како политички чинител, да ги поддржам во нивната правда. Одблиско ја гледам нивната тага и сочувствувам како личност, сочувствувам со секоја болка и тага, особено кога станува збор за родниот град, во кој што не поврзуваат и испреплетуваат жртви на бројни мои ученици, фамилии, комши, роднини. Не е ставено во програмата заради тоа што прв приоритет и над приоритетите и јасен став на Социјалдемократскиот сојуз во изминатиот период и како советничка група и онаму каде што можевме да действуваме и на централно и на локално ниво е да имаме еднаков и рамноправен третман со средување на последиците од таа катастрофа, не само на почитанатите, туку и на жртвите, на жртвите од настанот, туку и на повредените од дискотеката Пулс. И на тоа ќе си обстоиме и сите расположливи буџетски средства на локално ниво да немат бојазност дека ќе бидат ставени на услуга и на располагање на таквите жртви, мимо нормално виталното функционирање на самата општина. Ви остана уште малку време, истото подпрашање, дали ќе застанете ова и прашање од родителите задни во нивната борба, доколку вашата партија е против? Јас и до сега стоев со нив и ќе застанам за секој нивно барање, кое што ќе го решаваме со еднаков и равноправен третман, не на дискриминирачки третман да ги разделяме, туку напротив, со една заедничка дискусија
и заклучоци и исполнување на таквите заклучоци. Дали тие се во финансиски средства, дали тие се во вид на проекти или во вид на притискање на централната власт да го фокусира вниманието на средување на самите проблеми. Благодарам. Крстевски, вие знаеме дека имавте многу средби. Имавте и една така не многу пријателска дебата, апропо несогласувањата за случувањата околу одбележувањето на Питровден. Дали пред да се кандидирате ме интересира, се сретнавте со родителите? Дали ги прашавте што конкретно, дали добивте условно благослов, дали ги прашавте што конкретно им треба за да го оставите во вашата програма? Јас сум во константна комуникација со дел од родителите, исто така имам официјална комуникација во делот со нивните барања. Пред да се кандидирам, имав средба, таа беше повод на донација од страна на нашинци во Австралија. На таа средба разговаравме за две работи. Едната работа беше донацијата, другата работа беше начинот на функционирање и делување. Јас во мое име и во име на неколку лица кои што се дел од малите бизниси во градот, ги замолив да се смени начинот на протести и на маршови, односно да не биде во сабота, туку да се најде нов концепт и начин за делување, бидејќи Кочани е центар на истокот и сабота е главен ден посебно за малите бизниси, и кога тој ден се блокира градот, едноставно од цел регион луѓето не можат да пристапат и да дојдат во Кочани. Сериозно се одразува тоа во економијата, каде што имаме веќе затварање на многу бизниси и пат на прометот. Меѓутоа, јас што можам да кажам за родителите? И тоа тие сами можат да го видат и тоа го гледа целата кочанска и македонска јавност. Главна заложба во мојата програма е департизација. Партизацијата е виновна што не доведе до вакви последици, бидејќи Кочани не е единствена трагедија. Имавме Тетово, имавме Лескрци, имавме Беса Транс. За жал, лекцијата не е научена. Јас се заложив во бескомпромисна борба, пред се ради нивната загуба. Имаме одговорност, ние како политички чинители, да го менуваме системот. Системот, за да го менуваме, треба да работиме се спротивно на тоа досегашното. Партократијата ни има доведено до селективност во рамките на самите институции. Тие ја гледат мојата заложба и борба за правда, бидејќи после таа трагедија, која што беше 16 март, имаше контрола во 50 угостителски објекти, каде што се утврди дека 28 работеле нерегуларно. Тука правиме пауза за реклами. Продолжуваме со дебатата во 24 анализа вечерва гости, кандидатите, дел од кандидатите за градоначалници во општина Кочани. Господине Тодоров, овој круг го почнуваме од вас. Како што ви кажав, имам до телевизија 24 стигна еден допис од Сдруженијето 16 март со неколку прашања до сите вас, дека што би направиле во одредени ситуации доколку бидете избрани за градоначалници. Прашањето е дали предвидуваат уредување на вечното почивалиште на децата Алија на ангелите со соодветно хортокултурна поставеност, електрична инсталација, чешма, континер за отпад и дополнително каква е предвидена намената на просторот околу земјиштето, односно дали таму постои план за нови гробни места, бидејќи така првично им било ветено на родителите за да ги купат. Ова е дел од нивните прашања. Вака, морате да ги сватите дека прашањата на родителите се легитимни, бидејќи тие секој ден буквално тоа им е втор дом каде што престојуваат подолго временски период и не само тие, туку и други граѓани кои доаѓаат тамо на гробиштата. Тие барања се потполно легитимни и се, можам да кажам, остварливи многу лесно. Значи, ако некој ви бара чешма и контейнер, мислам дека за тоа не е потребно да дискутираме на национална телевизија, тоа секако дека треба да го оствариме и дека, еве, тоа сигурно ќе го оствариме и сите тие нивни барања кои се од човечки аспект ќе излеземе во пресред. Се разбира. Како е планирано околу тој дел, дали ќе има нови гробни места и тоа јас во моментот немам увид, бидејќи не сум партиципирал воопшто во било која власт за да знам кој е планот, но доколку не е направен планот, ќе разговараме и ќе видиме до сега што е обеќано, што е разговарано и што може да се направи на тој план до крај. Така, тоа сакам да ви кажам, значи овие барања се потполно легитимни и мислам дека се многу едноставни за решавање. Така да, ви гарантирам дека ќе ги решиме.
Бидејќи имате уште малку време да го поставаме тритото, да го искористиме во склоп на овие 2 минути, дали ќе се залагате за конечно да се добие достојно место за поставување на спомен обележјето кое го бараме, велат родителите, идејното решение во чест на нашите деца е веќе донесена одлуката, но и покрај тоа што проминаат 3 месеци се уште нема указ. Доколку мислите за одлуката, ако не осогова, ја мислам дека таа одлука е помината, ако не се лажам, секако ако одлуката е помината дека ние мораме да го ствариме кога ќе дојдеме во позиција, ќе помогнеме во секој случај да се тоа оствари, не само со овие фондови кои ги има општината, туку и со средства кои ќе ги набавиме од други извори, се со цел да тоа обележје биде за децата која е како една лузна на кочини ќе остане за секогаш обележена и дека не смееме да ги заборавиме тие деца кои ќе бидат потсетник дека во иднина не смееме да го дозволиме веќе тоа. Христоф, истите прашања, да не ги повторам, да не губиме време. Повелете. Значи во целост хортикултурно уредување на гробиштата по теркот и по интересот на родителите на загинатите деца ќе бидеме во дослух и ќе гледаме тоа да го средиме. И сега фактичката ситуација е така што секоја вечер стотина луѓе ги посетуваат гробиштата до 11-11:30 часот пред полноќ. Нема никакво осветлување. Патот е во катастрофално ужасна состојба кој што води до гробиштата, тротарските решенија, тротар веќе не постои. Значи сето тоа треба да биде средено во најскоро временски период и не само тој дел од гробиштата, туку мислам дека треба да се направи целосна реорганизација за подобра функционалност на гробиштата. Во однос на откупувањето на гробни места што им било ветено, Се што е ветено, рационално и логично ќе биде поддржано. Во однос на спомен обележјето за... Во однос на спомен обележјето, знаете што, оваа трагедија не е трагедија само со спомен обележје. Спомен обележјето секако ќе биде средено и мислам дека треба да има малку професионален приод да биде од таков карактер да импонира на ниво на трагедијата која што се случи. И втората ситуација треба да ги вклучиме и младите преку разни литературни уметнички конкурси за настанот да не се заборави и никогаш да не се повтори. Крстевски, истите прашања за вас? Ти ставив на евентуални продажби на гробни места во тој дел и таму треба да има хортикултурно уредување со проект. Значи треба да има проектна документација за да имаме хортикултурно уредување, меѓутоа истото за да биде покриено законски, треба Советот на општина Кочани да донесе одлука за на тој дел не се продаваат гробни места. Ово се однесува во делот за водовод. Во делот со поставување на споменикот кој што е изгласан од страна на Советот на Пониква, сакам да кажам дека самата проектна документација која што е доставена за поставување на споменикот не е исправно во целост, бидејќи беше најдено од страна на стручните служби во општината за белишки во делот со статик, бидејќи кога ќе се прави споменик, истиот треба да биде статички издржан, за не дај Боже да не се случи друга трагедија. Значи, мислам дека има добиено конкретно забелишки во кој дел треба да се коригира проектот. Зборуваме за Пониква. Пред 2 дена разговарав со представник од Сдруженијето, тие ми кажаа дека сакаат друга локација во центарот на градот. За таа локација по однос од страна на владата што им беше обеќано за идејно решение за проект. Значи сега треба ние како општина да разговараме, да видиме дали истата може да биде адаптирана и што би представувало тоа идејно решение од владата. Тоа ќе биде во наредните денови во договор и разговор со родителите. Добро, бидејќи имате уште малку време, и последното прашање од родителите. Дали сметате дека е исправно и праведно, како што вела дискриминацијата што ја прави актуелната власт кон нас, родителите на починатите деца во трагедијата во Кочани, во споредба со начинот на кој што беа третирани семејствата во последните трагедии во Македонија? Видите, не постои начин на кој што тие луѓе можат да се обештетат, бидејќи се изгубени човечки животи. Меѓутоа, непобитен факт е дека начинот на комуникација од страна на власта е поразителен. Јас уште првите неколку месеци го повикав премиерот, значи да дојде во Кочани и сите структури на власта треба да разговарат, значи да разговараме најотворено, најтранспарентно. Тие луѓе имаат сериозни проблеми и мора да им се помогне. Пекаровска?
Значи, Да не ги повторувам. Да, сметам дека дефинитивно тоа е толку многу ситен зафат што досега требало многукратно да биде решен, како да речеме, осветлување на местото, донесување вода до таму и исто така поставување канти за отпадоци, заради тоа што голем дел наши сограѓани, речиси поголем дел од деноноќието го поминуваат токму таму и тоа нема да се промени. Значи тоа ќе остане така и тие го имаат секое право да го прават тоа. И од тука сметам дека треба да се излези во пресред на нивната потреба и да се решат тие прашања. Хортикултурното уредување, доколку била потребна одлука на совет, требало истото прашање да биде поставено на дневен ред, меѓутоа ниту не било понудено. А со оглед на тоа што дури да речеме не било воопшто ниту иницирано да се дискутира на таа тема, а нивното барање кое што го има упатено за поставување споменик на Пониква беше веднаш прифатено. За новото барање, еве сега слушам, немам сознанија, значи доколку бараат нова локација или доколку е таа дополнителна локација, повторно секако и на тоа би требало да се излезе во пресред. Пак ќе кажам дека не постои, значи, нешто што Кочани како град може да го направи, да им ја не намали болката, меѓутоа да им ги олесни условите во кои што тагуваат, би требало да се исполни без било какви приговори. Значи, без приговори. Во однос на нивното барање за, предпоставам, ова е морална поддршка за дека се дискриминирани од власта во однос на третирањето на трагедиите, како што велат? Апсолутно се дискриминирани, би требало да го имаат истиот третман, меѓутоа тоа повторно не би амнестирало власта од одговорноста, значи и настрана од бидејќи не постои било каква сума која што може да им ја ублажи болката, меѓутоа треба да знаат дека не се заборавени и во таа смисла не се запоставени во однос на другите слични трагедии. Значи дека еднакво вредат за власта би требало да имаат порака, а таква немаат. Ви благодарам многу куса по 20 секунди за ова прашање во однос на дискриминацијата која што чувствуваат семејствата, Тодоров. Секој што да кажем зафатен од оваа несреќа треба да има еднаков третман и од државата, и од општината, и од сограѓаните. Значи, секоја дискриминација е осудувана на било која основа, а посебно во оваа прилика, бидејќи можеби ни вие од надвор кога го гледате, Кочани го гледате со ни други очи, но ние секој ден сме таму и секој ден се среќаваме со тие луѓе. На сите треба да им се помогне и да нема дискриминација по било која основа. Благодарам, Христоф. Затоа и нашата партија оди по начелото на еднаквост и равноправност во однос на третманот. Секако дека дискриминацијата е во секоја пора. Јас не сум ни запознаен, централната власт конкретно нема одржано пресконференција да ни каже по кој основ одредени лица се вработени, кои не се вработени, зошто другите не се задоволени со нивните барања. Значи, такви информации не знам за присутните колку има, меѓутоа и ние ги добиваме информациите од страна на вас како јавни медиуми. Дискриминацијата е на голема врата влезено, раздели најверојатно по владе, и тоа е јасно, особено во предизборниот период, и мислам дека тоа е најпогрешниот период на кој што може во голема тага да се решава ваквиот проблем. Благодарам. И благодарам и на родителите за покажаниот интерес и за поставените прашања. Се надевам дека ги доби одговорите. Крстевски, овој круг го почуваме повторно со вас, дивоградбите. Некако во овој ваш виден мандат една од темите која што го обележа. Во последната изјава, како велите, пред половина година имаше на 400 решенија за дивоградби кои што требаше да бидат урнати, меѓутоа ви изразивте сомнеш дека се и многу повеќе, лекцијата од пулс не научена, најавувавте уривање и не се случи ништо. Се стилевте, се фолиравте или што беше проблемот? Мислам дека останувате на ставот дека ќе ги уривате доколку добиете мандат. Апсолутно. Една од првите работи кои што ги направив кога станав ВД градоначалник беше подпишување на меѓуопштинска соработка со општини од кои што ни беше подадена рак. Тоа беше општина Карпош и општина Струмица. Бидејќи ние видовме дека сите години уназад истите тие градежни инспектори не се работеле работата соодветно, затоа имат и обвинение во делото. Јас бев свесен дека толков голем број на дивоградби кои што не се контролирани има у голема мера и нивна заслуга. Затоа што бев свесен, направив како градоначалник линк за меѓуопштинска соработка, меѓутоа за жал
од страна на Советот на општина Кочани, конкретно од советниците од ВМРО-ДПМН и советничката од Левица, не беше поддржан предлогот за меѓуопштинска соработка со Струмица и со Карпош, кој што гласеше да дојдат градежни инспектори во нашата општина да направат контрола на тие објекти и да ги струшат. За да се струши еден објект, рушењето го води градежен инспектор. Имавме на 5 септември настан, каде што имавме со решение за рушење, со фирма за рушење, со пријавено во полиција, каде што требаше да настане рушење. Градежниот инспектор на самиот ден из утрината беше во општината, иако 2 дена претходно извадил боловање, меѓутоа кажа дека ќе дојде на денот на рушење, тој дојде сабале во општината и потоа магично исчезна, се јавил во полицијата, бидејќи нема право да го напушта Кочани, се јавил во полицијата да најавува дека ќе оде на болничко лекување во Штип, немам информации што е направено во Штип, меѓутоа го повикувам во обвинителство да преземе конкретни чекори, бидејќи ова е сериозен сомнеж за корупција, затоа што на самиот ден на рушење инспекторот не се појави. Го повикувам обвинителство да ги земе во предвид сите факти и да видиме зошто не дошло на рушење. Исто така, сакам да прашам, како е можно толку многу објекти да не се ни констатирани? Во рамките на самата општина имаме дивоградба, дадов писмено барање до инспекторот да ми одговори на писмено и направи контрол на објектот дали дивоградба, се уште немам одговор. Клучно беше меѓуопштинската соработка која што за жал не беше прифатена од советниците од ВМРО-ДПМН и Левица, истата подразбираше и да дојде шинтерска служба од Струмица и да заловува повеќе од 50 улични кучиња. Меѓутоа колешката гласаше само за инспектор за домување од Карпош. Точно е, колешки, има снимки од самата седница, вие не гласавте градежни инспектори да дојдат од други општини. И инсистиравте само за инспектор за домување од општина Карпош. Срамота што не ја поддржавте тоа. Минутите и надминавме, ќе го говорите во контрреплика. Реплика имам право да прво 2 минути да одговорите на прашањето. На кое прашање? Дивоградбите. Дивоградбите, значи, апсолутно дивоградбите треба да се уриваат и прво, дивоградбите ниту не требало да бидат изградени. Симптоматично е тоа и јас тоа го укажав. Значи, симптоматично е тоа што во општината имаме 2 градежни инспектори и не ми беше јасно зошто тие треба да бидат заобиколени. Од тука, односно, практично да се скријат повторно за некој друг. Ако веќе расчистуваме работи, треба да ги расчистуваме до крај. Токму затоа, не само инспекторот од Карпош, туку практично јас кажав дека ќе поддржам се, меѓутоа не градежни инспектори, затоа што, и ќе објаснам зошто. Во општина Кочани има 2 градежни инспектори кои што земаат плата за работата што извршуваат. Општина Кочани имаше склучено договор за меѓуопштинска соработка со општина Штип, каде што ние сведочевме дека излегува на терен градежната инспекторка кога треба некоја работа некому да му се заврши под маса. Од тука не сметав на никаков начин дека тие луѓе кои што биле инволвирани во практично градежниот хаос, при што нагласувам дека во претходната година, на пример, пред несреќата, не било издадено ниту едно решение за уривање. Значи, инсистирав, тоа беше моето инсистирање, дека тие луѓе мора да си ја преземат одговорноста или последиците од непостапувањето, а не да се скријат за некои градежни инспектори од други општини. Тодоров, нулта толеранција за дивоградби видите во програмата, веднаш стоп за градежни активности, урбанистичка инспекција и враќање на просторот во првобитна состојба. Тоа значи ќе уриват? Тоа значи дека не поддржувам никакви незаконски действија, ниту сега, ниту сум поддржувал во минатото. Сега гледам дека се жешти самата расправа кога се во прашање дивоградбите, затоа што овие месеци фокусот во Кочани беше за дивоградбите и самото тоа нанесе една слика на Кочани дека еве ние сме небезбеден град или град во кој треба да се избегнува. Тоа не е точно, и во другите градови да отидете ги имате истите тие дивоградби. На ниво на држава треба да ги решаваме работи системски и во Кочани исто така. Сега, прашањето дали нашите градежни инспектори или градежните инспектори од Карпош, тоа е нешто за што треба да се разговара и треба да се направи анализа. Второ, треба да се разговара и со граѓаните на кои им е дозволено, им е наплаќано за тие дивоградби, каде што има 20 години плаќале за простор кој сега го таргетираме како дивоградба. Може би е така, но кој го плаќал? Кој ги дал дозволите? Тоа треба една опсежна истрага за да видиме точната состојба каква е. И четврта работа, ние сега зборуваме за 4 дивоградби и целото тоа што вие кога доаѓавте како медиуми ги гледавте, а имаме 400, ако не се лажам, 600, колку веќе јас не знам, да. На 400 решенија за дивоградби кои би да треба да струшени. Да, дали има за тие другите нешто направено, дали е таму нешто реагирано. А од 2015 немало според изјава, извинете, од 2015 нема склучено договор со фирма за уривање.
Сите дивоградби и се што се случувало порано треба да се ревидира и да се најде адекватен начин како тоа да се реши. Зошто не можам да ви зборувам за детали, јас за разлика од колегите, тие имаат внатре податоци кои ние како обични граѓани ги немаме и само гледаме од медиумите дека се слушува, дека ќе се руши ова или нема да се руши она и да даваме оценки врз основа на некои да кажам медиумски пропаганди, а не врз основа на реални состојби кои се во општината. Кога ќе влеземе во општината, ќе направиме систем кој ќе ги прегледа сите 400 дивоградби и ќе најде начин како да ги реши. Ама немате проблем да ги уривате? Или имате проблем Немам да проблем влизате со багери? Немам проблем да го применувам законот на Република Македонија. Добро, новинарски се известувањата, не се пропаганда, барам со телевизија 24 можам да ви тврдам. Христоф, истото прашање, дивоградбите ќе уривате ли? Вака, благодарам. Па, поради тоа што имаше некој закон до 2011 година за легализација на дивоградбите, логично се поставува прашање дека се е тоа средено до 2011 година, ама како што гледаме тоа се провлекува со децении како проблем. 400 решенија се изготвени, ама доволно е да поминеме, да пропешачиме по било која уличка, сокаче и нема потреба да бидете некој градски инспектор за да сватите дека дивоградби има на сите страни и не само во Кочани, туку ни целата држава, и рурални, и урбани средини, така натаму и така натаму. Јас како правник сум за примена на законот и на прописите кои што произлегуваат од законот. Се што е законски треба да биде спроведено и да се бара од одговорните лица кои што тоа треба да го спроведат, да го спроведат. И мислам дека тука нема што да се цинкарим. Оному каде што има место, заради тоа што луѓето инвестирале, тоа се привлекувало низ години така, да го погледнеме духот на законот. Ако тоа дозволува, а ако не дозволува, мислам дека каков компромис да правиме. Едноставно, или ќе се решава тој проблем, или едноставно ќе се замижува за тој проблем. Јас сум во принцип човек што сака да гради, да се гради урбанистички онака како што треба да се гради. Имате уште 40 секунди. Дали се гради во Кочани урбанистички како што велите? Во целост не. Мислам дека во целост не можеме да кажем дека стварно има луѓе кои што урбанистички гледате го, например, Стришани. До скоро време не смееше керамитка да се помести заради тоа што беше под удар на урбанистички план. Денеска гледаме дека никнуваат згради, меѓутоа верувам дека сето тоа е урбанистички направено. Сега треба да видиме, да погледнеме во предметите, заради тоа што ние ги добиваме провизорно, визуелно ги гледаме градбите, меѓутоа кога се погледне во предметите, ќе знаеме дали тоа е спој закон. Знам ве чекам. Знам Крстевски, Феќаровска. И јас ако може пошто од мене почна кръгот, извинете дамите, секој има предност, меѓутоа како и од позиција веде градоначалник, сакам да реплицирам на господината Свеќаровска, меѓутоа и на господинот Тодоров. За да биде појасно, за да се струши една дивоградба, рушењето го води инспекторот кој што го направил решението за рушење. Значи, со неговото физичко присуство, тој дава насока на фирмата за рушење што треба и до каде треба да се руши. Викувате за другите решенија. Колешка да кажа дека имало 20 градежни инспектори во рамките на самата општина. Откако сум јас веде градоначалникот, едниот се нема појавено на работа и на боледување, другиот кога требаше да ручи, магично се разболи. Имаме сериозен проблем со корупција. Кога кажеме дека имаме метастазиран систем, значи да било секако што требало, немало дојде до тие дивоградби. Господин Тодоров кажа за 4 објекта. Јас пуштив 4 кривични пријави за тие. Не е исто да се наплаќа јавна прометна површина. Значи тоа е јавна прометна површина која што општината незаконски со децении им наплаќала на тие лица. Таму се оштетени станарите, бидејќи објектите имат правено деловна активност и остварувано профит на таа површина, да се разбереме. Но тоа тие што плаќале за јавна прометна површина не и дава право да градат тврда градба. Дали се разбираме? А тие имат направено тврда градба и зошто од таму? Таму се движат илјадници посетители дневно. Затоа таму, а не од некое полско веце некаде. Дали се разбираме? Мора да има приоритети. Приоритетите да биле како што требало, немало да дојде до 16 март. Мојата реплика е кон Христоф.
Значи, многу е, да не речам трагикомично, да се повикува на состојбата во Стришани со градењето, заради тоа што урбанистичкиот план за Стришани беше донесена во предвечерието на парламентарните избори и тоа се донесуваше детален урбанистички план кој што практично беше изминат, па го имаа пролонгирано рокот и врз основа на тоа јас лично имав поднесено, односно сакав да поднесам 150 амандмани кои што не ми беа ставени на разгледување, иако уредно ги поднесов до архива, по нивно самоволие, зашто беше известено и инспекторатот, односно Министерството за локална самоуправа. И практично, тој хаос таму во Стришани е по детален урбанистички план, кој што е изгласан заеднички од вашата советничка група и од советничката група на ВМРО ДПМН, додека јас им рецитирав стихови од Рацин на говорница за да ги премислам дека тоа што го прават е крајно штетно за градот. Значи, повеќе од смешно е да давате пример за нешто за кое што практично вашата политичка партија била дел од тоа да се случува. Може да одговорам на прашањето сега контрареплика? Контрареплика. Очигледно е, прво не знам зашто таква нервоза, јас сликовито на него тоа кажав во тој контекст во кој што беше сватен. Меѓутоа колешката долг временски период растела во друга средина, јас сум раснет токму во Стришани, Стришани беше една таква петна во Кочани кој што било кој, па дури и вие да станете градоначалник, треба да биде урбанистички изградено и да биде огледало за Кочани. Јас тоа не го кажав дека да, таму се случува хаос, таму се случува одредена урбанизација, меѓутоа не во целост, не во целост. А сега што се случувало, како се случувало, па вие имате проскитано различни политички партии, мислам дека во детали тоа треба да го знаете и требало да се борете, јавно тоа да го кажете. Јас прв пат сум на таква јавна функција на која што сега алудирам и мислам дека напротив Стришани, булеварското решение Стришани сега денеска е изградено. Така ли е, можете самата да потврдите да вчера паѓаа керамиди врз главата на учениците и минувачите и така натаму. Тоа е заслуга на Социјалдемократскиот сојуз и на тие урбанистички планови кои што ги донесе Социјалдемократскиот сојуз. А секаде во светот, во кој град сака да отидете, дури и во село, ќе видите центарот дека е изграден. Тодоров? Сака само да го прашам Венко сега, оштетените граѓани меѓу кои сме ние, на чија површина е наплаќено 20 години од страна на општината, дали ќе бидат обештетени со ова? Дали е направена кривична приема према тие што го имат направено кривичното дело, не само на собствениците? Дали има истрага воопшто во тој правец и за дезорганизацијата на општината, дали и во кој правец сега се прави во овие 6 месеци бидејќи имаме кризна состојба? Благодарам на прашањето. Еви, и јас сум таму собственик еден од станарите како и вие. Тоа од нас зависи дали ќе бидеме оштетени, дали ќе поведеме судска постапка. Еве, после емисија ќе се договориме, јас ги повикувам сите станари да поведеме судска постапка на наши земјиште некој што е наплаќил и што е функционирал незаконито. Меѓутоа, што треба да знаете, откако јас сум ВД градоначалник, не се наплаќи на таа површина. Бидејќи тоа не е површина на општината, тоа е површина на станарите. Јас сум прв во Кочани што го отвори ова прашање. И тоа прашање треба да одеме до крај, затоа и пуштив и кривична прија. Видов и се сомнева во коруптивни действија од страна на одредени инспектори. Замислите, на тој потек сега има гостителски објекти кои што работат со 250 гости и еден тоалет. Тие се тотално небезбедни. Доаѓа, имам извештај од страна на сите инспекторски служби. Јас како градоначалник испратив барање од 5 инспекторски служби во сите објекти. Скоро 5 инспекторски служби имат најдено забелешки, имат пишено казни. Меѓутоа, верувате, казните се преблаги и премали. Како е можно објекти кои што немаат минимум технички услови да функционираат? Мене се уште не ми е јасно. Меѓутоа, тоа е прашање до други институции, како што кажавте, дали ќе има истрага. Истрага треба да прави обвинителство и да видиме како дошло до овој проблем. Секерос, сакавте да реплицирате? Имам право да реплицирам, со оглед на тоа што беше контрареплика неговото. Контрареплика беше? Добро. Доколку имам право, јас би одговорила секако, се разбира. Сакам дебатата да... Јасно. Па
Прво ќе кажам дека воопшто не е за пофалба булеварското решение, бидејќи повторно низиглени уши возат граѓаните, затоа што практично коловозот е направен паркинг. И друго, кога зборуваме веќе за дивоградби, како тоа на необјаснив начин се стеснува токму булеварот за на крајот да добиеме, бидејќи не се постапувало против куќите како што требало да се изравни линијата, нели да се експроприират. И сега имаме таму едно многу несреќно и многу опасно, морам да кажам, по живот кружно свртување, кое што практично е речиси неупотребливо. Зборуваме за Стришани, така што не би се, јас на ваше место не би се фалела со тоа достигање. Вака. Може? Кусо, Христоф Тодоров Кусо. Во наше време се експроприирани површини од вредност од 30 милиони денари и е направено тоа булеварско решение. Не знам зошто го немате тој податок. Представници на Сообраќајниот факултет од Битола, кога правеа проекта за сообраќајно хаос во Кочани, констатира дека едно од најтесните и најфреквентните места е токму Стришани, за кој што зборуваме. И е направено булеварско решение во место во кое што се возеше само во една линија, а сега барем се направени 4 во двата правца, од кои што по еден правец се паркираат возила, не треба да се паркираат возила, и за тоа е надлежен МВР. Тотално се промени изгледот на Кочани во тој дел. Се осветли Кочани во тој дел, а вие кажувате дека погрешни политики, па дај Боже да видиме и од вас некои поубави политики од тие што биле, и не знам, не видовме. Може само меѓу вас двајца, дали ќе се приклучите на туџбата? Таму имаш куќа што ти е на половина пат извлечена. Која што ја побара Крстевска, која што Не е на половина пат. Зашто е на половина пат? А лентите се тие, значи, тој е соодносот со метражата и од едното до другото. Знам дека алудирате на таа куќа која што е на ќошот до пред кружниот тек, меѓутоа треба да ги погледнете плановите и самата ќе дојдете до Да, не се довидеме вие двајца само да си дебатирате. Времето ни е Кусо Тодоров, ќе се приклучите ли на туџбата на Крстевска? На туџбата кон општината. Се разбира доколку има основа и општината е виновна како и сите други. Не може да биде никој изземен од тоа. Значи ние не можеме да ги таргетираме дека поединци се криви за се, а другите се амнестирани. За жал ја немам прилика вака партиски да се препукувам во смисла кое решение е подобро или полошо, но знам дека граѓаните се незадоволни од состојбите во Кочани. Јас во иднина ќе се трудам тоа да го променам. Многу Кусо и ја Значи, кон туџбата, кон општината и кон узурпаторите. Значи, моментално вие имате на вас земјиште други лица кои што го узурпираат. Дали се разбираме? Кон туџбата, кон општината, меѓутоа и кон узурпаторите на дивоградбите, собствениците. Е така, значи да знаете дека се две страни. Ние имаме моментално некој што ни го узурпира земјиштето на наша собствена си површина. Треба да биде еднаков за сите и пременет за сите. Без разлика дали општина функционира или не функционира. Градски базен и дом за стари лица, не знам во колку програми до сега го изнаслушавме, го изначитавме и така натаму. Светјаровска треба да се одјавуваме, ве молам што е можно покус. Значи, градскиот базен е уште еден од пораздите на општинската администрација, морам да кажам. Посебно на последната седница глумеа дека не знаат што се случува. Во суштина, градскиот базен е во сопственост на општина Кочани. Така што за да се амнестира од одговорноста го имала дадено на комуналното јавно предпријатие, па потоа без знаење на комуналното предпријатие го дала на друг нели подкорисник, буквално како жежок костен да држи во рака, ама факт е дека Кочани нема градски базен веќе втора година. И тоа е нешто што потхитно треба да се реши, а особено е бизарно поради тоа што Кочани практично има топла вода, што и нема и затворен базен, а сега нема ни отворен базен, бидејќи тој стана затворен, го затворија. И ќе се надоврзам и во контекст на ова прашање на претходната тема, имено суштината е дека урбаната мафија во суштина дивее низ Кочани и затоа имаме не само дивоградби, туку и легални дивоградби, односно нешто што е надвор од сите параметри за здраво и хумано урбано живење. Поставувањето на овие две теми, како што видовте и во мојата програма, не се приоритетни, затоа што ме срам веќе да зборувам за истите теми 30 години. Базен имавме, прва година сега го немаме. За
втора година го немаме, бидејќи еве не сме способни да го направиме за да биде функционален. Зошто е тоа така? Има сплетна околности, за 2 минути не може тоа да се објасни. Топлата вода како ресурс не е искористена, пак ако ја зборувам, срамота е бидејќи луѓето што и да им кажеме ќе направиме, ја верувам дека тие нема да ни веруваат, но секако дека треба спортско-рекреативен центар да си водата на 9 начини да се искористи. И мислам дека тоа треба да биде од приоритетите без разлика кој да победи, кој да биде дел од собранието, да го реализира. Тука немам никаква дилема. Но дека тоа е дел од работите кои нашите луѓе ги иселува и го намалува фреквенцијата на луѓето од другите градови во Кочани секако е. Ако немате базен, ако немате културно-уметнички забавни програми, нема што да очекувате дека ќе бидете дел од некаков туризам или било како движење на луѓе од други градови во Кочани. И доколку овие теми кои се сега, да кажам, топ тема, не ги ставиме, да кажам, како едно тековно решавање, а да не бидат како лик на Кочани во овој момент. Добро. Тука се две прашања за градскиот базен и за домот за стари лица. Зошто го ставаме во програмата? Јас воопшто не се срамам. Се што е проблем во Кочани ќе се стави во програмата се додека истиот не се реши. Градскиот базен е даден под концесија на лице, тоа е не само градскиот базен, туку спортскиот комплекс Зорик, заедно со тенските терени, заедно со дискотеката, со двата детски базенти кои што, мислам, освен префарбување и чистење и дали и тоа направено, не се мрднало ни шајка, не се е заковало како нова и се функционира само одреден дел, најверојатно кој што е економски исплатлив. Таму навистина ни престои јак труд, јака мака за да видиме да се одземе концесијата и нормално дали ќе се тражи концесионер, дали ќе се изнаоѓаат средства преку комуналното јавно предпријатие Водовод со позајмици, кредити и така натаму да се стави во функција, па како ќе ги задржиме младите доколку не ставиме содржини кои што ќе ги привлекуваат младите. Денешните млади цела година одат во пробиштип да се бањат и да се бањат во виница. Нели тоа срамот? Претходно зборувавме кога беше добро во кондиција, зборувавме за покриен базен кој што ние од покриен базен веќе немаме ни градски базен кој што треба да нас служи во летниот период 2 месеци. Одлични прашања. Најпрви за градскиот базен, ова прилика ќе кажам ексклузивна информација за Кочанчани, меѓутоа и за кандидатите за градоначалник. Градскиот базен кој што е направен во 85-та година е Дивоградба. Исто така и терените, исто така и карабината. Јас сум прв градоначалник веќе 30 години што се зафана за легализација на терените и на карабината која што беше во собственост на Водовод. Исполнети се условите за легализација, се надевам дека до нова година ќе биде легализирано. Таму има Дивоградба, моментално ресторан, кој што за жал ги немаме градежните инспектори за да може да констатираме и да делуваме. Тој договор во 2015 година е најпоразителен договор у историја на општина Кочани, кој што е потпишен за јавно-приватно партнерство помеѓу општината и собственикот актуелен на тој објект, концесионерот. За да течат тие рокови, треба да му се даде на лицето во владение, бидејќи се уште целото земјиште не е во собственост на општина Кочани. Сега ние сме, откако станав повторно, ќе го кажам, тоа градоначалник, во процесу во земање на собственост на земјиштето, за да се предаде во целост објектот на концесионерот и да тече една година, која што тој ја има. Значи, тој има една година после примање во целосно владение да го направи истиот објект. Доколку не го направи, договорот автоматски се раскинува. Исто така, за дом за стари лица, повторно ќе кажам, јас сум прв градоначалник што потпиша договор 266 милиони денари, прва фаза карабина, по завршување на локалните избори и по моја победа, јас го распишувам тендерот за да се гради тој дом, иако можем и сега да го распишем по примерот на Гази Баба, за кој градоначалник има пријави и представки, јас можем и сега да го распишем, но ќе го направам по завршување на изборите. Реплика може, ама... Старечкиот дом е правен во временскиот период на Социјалдемократскиот сојуз и сега вие како временски веде градоначалник од 6 месеци дојдовте во ситуација заради тоа што имавме мандат, протечен мандат, заспан мандат од претходниот градоначалник. Втора ситуација, градскиот базен, да, знаеме дека е дивоградба, ама што се направи во однос на решение на рушење на тие дивоградби, значи немате таму порив за рушење на тој објект и мислам дека тука во духот на законите треба да направиме одредена легализација и да видиме се што е корисно за градот и се што е во духот на законите да биде задржано. И трета ситуација, во однос на базен имаме маркица во дворот на училиштето
Никола Карев и додека Штип отварат затворен базен, Кочани постоила зелена трава и доаѓа половин влада да се слика таму и да пред избори да пропагираат кој знае какви проекти и кој знае како бунвери прават. Мора да реплицирам, да, мора контрареплика. Тодоров под Саѓаровска. Контрареплика па Најпрвен не е ништо направено, точно дека иницијатор е градоначалникот Николчо Илиев и секој е за честно, нешто на што сум посебно горд е апликацијата за вториот повик по однос на унгарскиот кредит, бидејќи тој старички дом беше ставен во фиоките. Ние имавме апликација со 11 проекти, меѓу кој главен проект беше Јужен булевар, патот од Грдовци, кој што беше во блокада од водостопанство, немаше добиено согласност за да правим Јужен булевар. 2 милиони еври и јас како ВД градоначалник ја поништив целата апликација и отидов само со два проекта. Едниот е за старички дом, другата атмосферска канализација на Теодосија Пунов. Замислете, претходниот градоначалник аплицирал за Теодосија Пунов за целосна реконструкција без да планира претходно атмосферска канализација. И сега ние ако направиме целосна реконструкција на Теодосија Пунов, ќе треба после наново да копаме за да правиме атмосферска канализација. А дом за стари лица е проект кој што е добиен согласно за финансирање и кој што ќе биде реализиран на првата фаза уште во 2026 година. Фалење со народни пари е многу полесно отколку со приватни. Ево јас се трудам секогаш да донесам инвестиции кои нема да го оптеретуваат буџетот на општината. Домот со стари лица е добар, одрживоста треба да се испита после кога ќе се реализира, бидејќи Кочани е еден од ретките места кои немаат и можеби треба и повеќе да има домови, но кога ќе се доделат локации за приватни стопанственици кои имаат интерес веќе да направат, бидејќи тоа во иднина ќе биде една добар бизнис и ние тоа треба да го направиме во догледно време. Се слагам со ова дека нема никаков план при правење на улици, тоа кај нас се случува перманентно, а тоа е прво ќе се асфалтира, па ќе се сече асфалтот за атмосферска, за кабли или за било што. Се до тоа се решава со една реорганизација и на еден адекватен начин и пристап кон секој проект поединачно, а за тоа ни треба малку реал економија. Затоа тоа ја го апелирам да во иднина го внесеме малку во функционирањето на општините. Зборувате за јавно-приватно партнерство. Јавно-приватно партнерство, да. Цвеќаровска, ви имате. За домот за стари лица. Домот за стари лица. Домот за стари лица требаше да биде изграден пред многу години, значи Кочани е град со сега гледаме 32.000 гласачи дека има. Значи некаде 40.000 жители, барем според избирачките списоци, но и да се помалку од толку, како што веројатно се, заслужува да има дом за стари лица и навистина е воопшто невиден срам што не беше изграден. Сега мене ме интересира само и тоа би го поставила до колегата Крстевски, дали е аплицирано со стариот проект или со нов проект, бидејќи образложението претходно беше од страна на одсутните, дека практично треба да го вклопуваат и дека е економски неисплатливо да го вклопат проектот, па бараа ново проектно решение. Значи со кое проектно решение има аплицирано, Венко, ме интересира. Благодарам, ако може. Да, и Христо бараше, ама сакам и за депонијата да ја... Може само малку реплика да може. Вака јас се согласувам дека со народни пари многу лесно се трошат народните пари. А вие тоа кога алудираме реплика на Зоран, кога алудираме на народните пари со буџетот на општина Кочани, ако се само потпираме на буџетот на општина Кочани, ние речиси ништо нема да можеме да направиме и нормално дека функцијата градоначалник значи користење на сите механизми, дали јавно-приватно партнерство, дали стварање на амбиент, па тоа е капитализмот, за привлекување на домашни странски инвеститори. Согласувам се, мислам дека сме на иста линија, меѓутоа да не испадне дека ние само ќе тоа доколку би биле градоначалници само ќе ги трошиме народните пари, нема да тражиме други фондации и извори на средства за да ги реализираме нашите проекти. Крстевски и да ве слушнам за депонијата и да завршам. Прашањето, значи аплицирано е со стариот проект од времето на Николчо Илиев, направената е нова проценета вредност за 141 лице, меѓутоа само потенцирам само за потребите на општина Кочани. Претходниот проект е бил регионален. Исто така да реплицирам на Тодоров, дека било лесно со јавни финансии, не, уште потешко и бидејќи има многу поголема одговорност тие јавни финансии. А во делот за приватни финансии не сме вчера, знаеме кој колку има донесено во општина Кочани и лесно е во кампања да се расфрламе со епитети, меѓутоа кочанската јавност знае кој што има донесено и дали има донесено. Тодоров?
Мислам дека не ме разбрал, очигледно дека не кажам дека е лесно, да мислам дека фалење до сегамите, не дека е лесно, секако дека не е лесно, дури и за тие и за секој кој ќе дојде на таа позиција, секој буџет тешко се обстројува, но сега збориме за реална економија, не зборуваме за Депонијата кај Бели, која што стана, нели, имаше многу драми околу низа, имаше протести, имаше се и се што. Летоска гуреше само, тоест не летоска, пред една недела гуреше, пред неколку дена гуреше, летоска не гуреше ни една, што е окочанчани вела чудо. Што е планот за... Повторно се запали од некои причини. Што е планот за депонијата Бели Кусове, молам? Дали ќе го ревидирате тоа регионална... На кого давате според? Тодоров, вие, според кругот, вие треба да имате. Вака за депонијата, ние тројца учествувавме директно во протестите за депонијата кога не беше, да кажем, кога беше многу во полоша состава отколку сега, но трајно решение се разбира дека е правење на регионалната депонија или во Мечкоевци, тоа би била на модерна фабрика, да не кажем депонија. Тоа е финалното решение кое е најадекватно и прифатливо единствено за Кочани. Седо што се случи во меѓувреме, а тоа се сите тие одлуки да се донесат од други градови, па ние да им наплаќаме 200 денари по кубик, е некое си привремено решение кое не е финално и ние ќе бараме од владата да ни даде крајни рокови кога ќе ја затворат ова депонија според проектот кој го има изготвен во Европска унија. И доколку тие рокови се подолги, тогаш ќе бараме да се формира регионално предпријатие финансирано од сите засегнати страни, за да може по теркот на Гостивар да го третираме отпадот и дел од тој отпад да го третираме и како ресурс. Сега во овој момент тоа не е така. Кога ќе дојдам во опозиција, јас тоа ќе го покренам прашање на овој начин. Христоф? Добро, во однос на депонијата, кога мандатите беа во раците на Социјалдемократскиот сојуз, депонијата немавме депонијада во Кочани, воопшто немавме и немавме таков проблем. Го решававме на начин како што се решаваше проблемот со санитарната депонија, кој што и не знам колку е таа санитарна депонија. Имаме сега ситуација да регионално го собираме отпадот од неколку општини. Советот на општина Кочани донесе одредена одлука, меѓутоа на неискреност на централните и локалните носители на власта, истата беше наводно ставена субсидијарна, па примарно беше на владата и мислам дека таа многу лесно и едноставно може да се тргне кои ќе бидат нашите цели. Нормално дека силно ќе притискаме да има регионална депонија и исправување со доколку сакам да бидеме членки на Европска унија, мора да имаме селекција на отпад и такви депонии треба да бидат одамно минато, а не некој, не знам, земји во развој да фрламе отпад кај секаде каде што ќе ни текне. Втората ситуација, на пропорционална основа, сите оние кои што фрлат отпад на депонијата во Кочани, општини, треба пропорционално да учествуваат во финансиските трошоци и ризикот, а не само да се троват кочанчани. И трета ситуација, силно ќе притискаме со сите инструменти да го воздигнеме невладиниот сектор и оние кои што се занимаваат со отпад, да ги поттикнеме селекцијата на отпадот и собирањето на отпад. Целосно затварање на депонијата е единствено решение. Меѓутоа, за да дојдеме до целосно затварање, потребна е регионална депонија. Додека биде изградена таа регионална депонија, ние треба да се справуваме на најефикасен можен начин. За жал, ѓубрето кое што пристигнува од другите општини пристигнува бидејќи имаме нашата депонија се води како депонија од низок ризик, а нашата депонија и текако високоризична депонија, самото тоа што се е подпалувало толку низ годините го покажува истото. Мора да ви кажам еден пример овде за кандидатите и за целата македонска јавност. Министерството за животна средина беше распишало тендер. Тендерот го добила фирма, може да истражувате да видите која, и тоа беше за третирање на депонија во Кочани и во депонија во Липково, Никоштак. Во Кочани Министерство за животна средина плаќа 3250 денари метар кубен порамнување на ново пристигнат отпад. Во Никоштак порамнување на ново пристигнат отпад 250 денари кубик. Исто така, порамнување со земја на отпад со слој земја со дебелина минимум 50 см. Во Кочани 3000 денари, во Липково 300 денари. Дали гледате зашо станува збор? Министерство за животна средина, се извинувам, нема намера да го реши проблемот, туку ТУС ни креира проблеми со вакви коруптивни сделки. Морам да кажам дека за жал состојбата со депонијата е резултат на лоши погрешни политики и на лош татко на градот во дадени моменти.
така што депонијата надворе да зборуваме од тоа дали треба или не треба биде таму, таа никогаш не требала биде таму. Значи нестандардна е депонијата, е дива депонија. Кога зборувавме за дивоградби, една од тие е депонијата и како таква дивоградба ние ја надградивме, па ја направивме и регионална депонија благодарение на инертноста, морам да кажам, и на сервилноста на тогашниот градоначалник на Кочани. И од тука сметам дека таа депонија мора да биде без разлика со која динамика и со каква динамика ќе се реализира Мечкуевци. Значи кочанчани на вистина немаат толку време да чекаат и да плаќаат со живот и мислам Кочани дека доволно плати на коруптивниот систем и преку доволно и премногу. Така што недозволиво е да остане таму и ќе направам се таа депонија да се дислоцира. Ете, за крај се согласивте, сите едногласни сте во ставот за депонијата. Очигледно има уште многу проблеми кои што ги мачат кочанчани. Јас на сите ви посакувам успех на 19 октомври и секако да стоите за сето ова што го кажавте вечерва и да го спроведите во дела. Ви благодарам на сите. Благодарам за поканата. Почитувани, ви благодарам за вниманието.